Денес имам задоволство да ја посетам компанијата Дура, една од 20-тината странски компании кои изминатите 3 години потпишаа договори за државна помош со владата. Оваа светски позната компанија од автомобилската индустрија реализира инвестиција во нашата држава и тоа во 3 инвестиции во технолошко-индустријската зона во Скопје, до нивното, како што самиот генерален директор кажа, до нивното конечно завршување ќе инвестираат циклус од 100 милиони евра и до 2022 година до 500 вработување. Во моментот веќе започнати се со почетното производство, 60 на вработени имаат веќе во државата. Се сретнавме со извршниот директор на Дура, господин Майкл Бекет, кој овие денови е во Северна Македонија, за да направиме увид во прогресот на активности на сите 3 фабрики на Дура. Тоа се Дура Automotive Exterior, Structure и Extrusion, како и да разговараме за натамошните планови на компанијата, но и за предизвиците со кои се соочуваат. Јас сум задоволен од тоа што го гледам, од интензитетот и динамиката на реализација на инвестициите. Првата фабрика Дура Exterior веќе е започната да се гради во втората половина од 2018 и веќе имаат функционално, како што реков, 60 на вработени. Втората фабрика Structures, која е започна на почеток на оваа година, веќе се опренува и таму ќе има дополнителни вработени од 50 до 60 лица, кои се пратени на практична обука додека третата фабрика интензивно се гради. Сите овие активности кои се спроведуваат од тоа реномирана светска признаена компанија, глобален снабдувач на оригинални компоненти на најреномираните производители на автомобили широм светот, ми даваат за право да констатирам дека нивните планови во нашата семја се многу сериозни и дека ова е само почеток на една успешна приказна во нашата земја. Освен ова, има и многу други странски и домашни компании кои реализираат нови инвестициски циклуси, што пак значи дека и компаниите го препознаваат овој момент како навистина добра можност. Не само како предизвик и инвестираат во технолошкиот развој, проширување на производство, иновации и дигитализација, туку и унапредување на процесите. Мене лично ме радува нивото на странски инвестиции кои го имавме во првата половина од 2020, која е околу 122,6 милиони евра и е поголемо ниво во однос на периодот јануари-јуни 2019 година, кога изнесувале 90 милиони евра. Особено ме радува фактот дека ова се случува во период на COVID кризата. Со оглед на глобалниот тренд на странски директни инвестиции која покажува намалување на странските директни инвестиции за неверојатни 49%, односно неверојатни 75% намалување на инвестиции во развиените земји во првите 6 месеци од 2020 година, би сакал да посочам дека кај нас и покрај кризата имаме стабилно ниво на странски директни инвестиции и работите се одвиваат генерално во добра насока. Членството во НАТО дефинитивно придонесе за дополнителна стабилност и сигурност на земјата, што исто така може да се земе како уште еден аргумент за унапредување на бизнес климата и се разбира препознавање на Северна Македонија како одлична локација за инвестиции на многу други компании. Ја користам оваа можност да укажам на сите инвеститори, домашни и странски, дека во владата ќе имаат силен партнер и поддржувач за реализација на нивните проекти. Ние нема да се мешаме во бизнисот на компаниите, но дефинитивно сме тука ако треба поддршка за зголемување на нивната конкурентност. Законот за финансиска поддршка на инвестициите, Законот за технолошки индустријски развојни зони, па и Законот за стратешки инвестиции ни даваат широка лепеза на мерки со кои можеме да потикнеме нови инвестиции, кои пак ќе значат побрз и одржлив економски раст и развој, нови работни места, повисоки плати, генерално подобар живот на граѓаните. Се надевам дека започнатите проекти на Дура ќе се реализира со предвидената динамика и дека компанијата ќе продолжи во развојот и понатаму и поддршката на владата секогаш ќе ја имате. Hello, my name is Mike Beckett. I'm the Chief Operating Officer of Jura Automotive.
a company owned by Middle Ground Capital Partners, a private equity company based in Kentucky. I'm proud to be here today to represent our 3 major investments that we make in North Macedonia. Our first facility will be an exteriors facility for premium OEMs, making various products such as roof rails and side trim. Our second project here is to make battery trays, again for electric vehicles, where we see the positive trend on the market for zero emission green products. And our third project will be a vertical integration project, which will be in this space here, where we will manufacture our own extrusions from aluminium billets. In total, we expect in the next 12 months to invest about $100 million. By 2022, we believe we will be employing around 500 employees, and we're very happy with the cooperation with the North Macedonian government and the various constituents in this zone. We've been very effective and quick in setting up this operation.